Тука ми е буба све е тука. Фризурава? Може да почнеме? Добар сум. Може, шпица пушти. Пушти шпица. Еве пушти да идеме у програма, ајде. Чекаат гледачите да не ги нервираме. А шо у програма сме? И јас си свиркам цело време у програма. Добро. Почитувани. Мора ли на медиуми све да се збори? Може ли да ќутиме? Вие ќутите, ја ќутам, ама да се разбираме. Нешто као... Порано бар имаше во телевизорите, на телевизорите имавте антени, па ќе можев да речам и слушај, фатете се за антената, па да ми ги осетите вибрации. Денеска ништо не може да се исфолира човек како што треба да се исфолира. Ке гушам денеска со радиоколумна, локумна, некоја со исповести колку ми бил трагичен и тежок животот, колку несреќно детство сум имал, за разлика, колку вас да ве утешам, вие колку сте среќни, колку сум јас за никаде, а вие сте прекрасни и така натаму. Не, тоа нема да го правам. Само едно ќе кажам, кој ќе трае 25 минути. Па, драги мои пријатели и пријателки, конечно го дочекавме првенството, крајот на првенството во кое играше Македонија. Дочекавме историски момент македонската репрезентација да заигра на Европското првенство и тоа го заборавивме. Го заборавивме како да никогаш не се ни случило. Толку е моменталната слава, колку викаат во Америка, секој има свој 5 минути или 15 минути слава. Ние сме го надминале тоа уште првите 3 сати. Океј, драги мои пријатели и пријателки, многу врева се дигна околу целото она дали англичаните заслужено добија пенал во играта со данската репрезентација и така натаму и така натаму. Ја навивав за Италија на ова првенство, како што тоа го правам наназад 4 децени. Навивам за италијаните. Жабарите, шминкерите, тие преправачи, какви и да се, мене ми се блиски и мене ми се интересни. Јас навивам за нив, мене ми е интересно нивното првенство, иако англиското е најдобро во свет, се согласувам и имам некоја голема почит према англискиот фудбал заради тоа што го воздигнаа фудбалот на светско ниво со нивната лига. Најдоброто од светот игра таму. Не игра во Шпанија, не игра во Италија, не игра во Германија, таму играат каде што на цела планета, универзално. Не се, да се вратиме на надпреварот Данска и Англија. Данска-Англија, нели, и многу плачи, пусарење имаше тоа. Па тоа не беше пенал, па она. Искрено ми пукна филмот и ја напишав пенал бешеве, џабе плачете, пенал беше. Па ти да се лечиш, седи кец, да си купиш нови наочари, да си купиш ова, ти појма немаш од фудбал. Слушај бе, пришипљенковци едни. Ја стварно немам шо да се фалам, нити да се правам по памете. Тоа што вие што сте вложиле 150 денари во кладилница, не ве прави поголеми фудбалски стручњаци од мене. Зошто? За разлика од вас, ја го сакам фудбалот. За разлика од вас, јас се забавувам додека гледам фудбал. За разлика од вас, јас уживам кога гледам фудбал. Не се напињам, дали ќе изгуби или добие некој посебна работа. А тоа вас ве прави, ви фанатизам.
Исто како што сте за партиите, вие сте и за фудбалските тимови. Дали е Јувентус, дали е Милан, дали е Барселона, Меси е Господ. Море бе сектер таму, мрсули не вредите никој. Зошто? Се сеќава, гледайте сега, вие се повикавте на правда и праведност. Така? Ама Јанко, во право сме, погледнија снимката, не беше пенал. So fucking what? Дали беше досуден пенал? Да. Онда е пенал. Ама не било пенал. Дечки, само едно ќе ве вратам. Имено, познавате ли некој адвокат? Имате ли некој правник у близина? Они сега само можат да стиснат вилица и да климнат онака со милиметар, која ќе се, бидејќи мора да се согласат со мене. Мора, немаат друго, затоа што знам дека сум у право, затоа што од нив го научив ова. Имено, кога имаш преседан во правото, дали утре на слична ситуација може некој да се повика? Да. Така, климате со главчињата, климате со главчињата кој да ви се клиторивчиња и има да се сложите. За жал, и ја не се сложам, и ја сметам дека правдата е универзална, ама не. Зошто англичаните може и треба по некоја космичка правда да станат европски шампиони? Пазете, ја навивав за Италија. Апсолутно тука не. Дали се сеќавате, дури го нарековте, гол со Божја рака. Која перверзна дрскост. Тоа е имено кога во четвртфиналето на светското првенство Аргентина им дава гол на англичаните со рака. А малце со глава, малце со рака. Дури Марадона го призна тоа. Ама види Јанко, тогаш немаше вар технологија. Знаеш што? У вар вашите тести си можете да се ги ставите. Никој не ја држеше ФИФА, УЕФА, УЕФЛОНА, ФИФЛОНА и така натаму и вас да направите притисок да се поништи утакмицата. Затоа што, ама не, знаете, тој е Меси, тој е Господ, јас го сакам Марадона. I don't give a fuck who's the Maradona is. Ама бил најдобар на свет, не ми интересира, даде гол со рака и недозволено. Требаше да биде поништена таа утакмица. Требаше да биде 3-0 за Англија. Или да се преигра. Направивте тогаш преседан. Го одобривте тоа. Го одобривте. Пријатно. Thank you and fuck you. Ма не ме интересира. Утре, голови со што сакаат нека ви ги дадат. Какви сакаат нека ви ги даваат неправедни. Кога пречутевте на времето, ќе ви се случува ова. Сега, фудбал, небитна работа. И стварно, за ова најдовте, камо бе вака името да го браневте. Камо вака да ја браневте правдата. Камо вака да изрипавте против криминалот на Боки, на Катица Јанева, на сево ова плячкање што е. Англија, Види, англичаните од една страна, јас сум во шизофрена ситуација. Си навивам за италијаните и многу ми е мерак што си добија. Си победија како што треба, заслужено и поштено. Дупачката најголема за англичаните на наместено првенство успеа да изгубат. Знаете што? Тоа е едно само ситно локал патриотско ситење. Да, италијаните се шминкери, имаат бољи пиар у светот, сваќаш, не поставувале, рушеле влади и сега се ги сакаме, знаеш, шминкерчиња се, джинџири, минџири и така натаму и така натаму. И окей е заради тоа. Антиглобалисти сме, ние британците ќе ги овакво према. Знаеш што? Многу исто мерак ќе ми беше, иако сум за Италија по четврти пат го кажувам вечерва, ќе ми беше мерак Англија да победи, само да ве гледам вас како сте полудени од чувство на неправда. И сега да ве прашам, како би изминативе години не ве понесе чувство на неправда? Како не ве понесе чувство за неправда такво,
кога родителите, бабовци, дедовци, татковци и мајкавци ви ги бркаа на улица, остануваа без работа и ви ги шиткаа фабриките кои они ги изградија. Ама види сега, вие одбравте за комунистичка партија, за Тито и така натаму, па сега нема да се буниме. Они донеле закон и било праведно. Кај сте 2001 за праведноста и неправедноста вака да се избуневте? Камо за името, камо за презимето, камо за локалниот мешетлук што го правеше ВМРО ДПМН, камо за ова што СДСМ го прави. Не, вие фудбалска правда со англичаните ке делите. Стварно не ми е јасно. Вака да зиневте за било што у животот, многу подобар живот ке имавме овде. Ама, нели, изгледа кај нас фудбалот не е најважната споредна работа на светот. Кај нас фудбалот е најважната примарна работа на светот. Кај нас споредно е тоа економија, плати, работа. 50.000 души се без работа останати. Вие уште, не, добро ни идеме, супер, што? Па што ако се цементирани дрвата? Па што ако испукале плочките? Шилегов треба да биде и да биде. Еве ви викам, дај Боже Шилегов да ви биде, не уште 4, уште 40 години, со акламација и да ве моча од керамиди затоа што заслужено. И бунете се и натаму за голот. Дали бил против Данска, дали не бил против Данска и така натаму. Втора работа. Најдосадни, затоа што сум ги коментирал, за разлика од вас, вие, додека едната рука за пиво, а другата сте правеле карамбол, јас сум седел со десетина гости и сме ја гледале секој детал. Немало поздодевни утакмици од кога играле Шпанија и Португалија и Данска кога играла со Норвешка, со Шведска, тоа ти е такви значи Данска, with all due respect за детето што и така натаму. Заедно со Шпанија, со Португалија, тоа е најодвратниот фудбал што постои на свет. Тоа не е фудбал, тоа е пимплање на средина на терен. Ама нас не интересира победата тоа значи, извинете, ја пак ви реков. Ја, кога ќе седнам да јадам, кога водам љубов, кога гледам филм, кога терам емисија, кога разговарам со пријатели, ја го правам тоа затоа што го сакам и уживам во убавината на сето тоа. Ја не седам на маса со пријатели кои се досадни. Ја не гледам досаден филм кој е глуп и не се гледа. Ја не јадам храна која е никаква, која е нехранлива и која е одвратна. Вие седите и тоа го трпите само затоа што, види, Меси игра за Аргентина. Имаше ли поодвратна и поогавна игра од она што Аргентина со Бразил го во финалето на куп? Не. Ништо не беше убаво тука за гледање. Па да ви кажам дека Русија покажа поубав фудбал. Украина покажа поубав фудбал. Па дури Италија покажа поубав фудбал кој го измислија катанаџото. Шпанија со години и Португалија играат без шпиц играч. Чекај бе, не можам да сватам. Зошто играте? Значи се игра да не се прими гол. Па пријатно не искачај на терен, 0-0 е. Не искачај на терен. 0-0 е, не си примил гол, готово. Што играш онда? Перверзно, исперверзирано ви е све. Нека не ме поддржуваат оние што не го сакаат фудбалот, што повремено го гледаат, па се сложуваат со мене, стварно досадно беше. Значи, дури Македонија кога играше лошо, тоа е досаден фудбал. Но го издржувам, го истрпувам, затоа што е моја репрезентација, као да си гледам моје дете на терен, па какво и да е, ќе го издржам. Но не морам тоа да го правам за секоја фрикин репрезентација која стварно не се трпи. По-лош фудбал од овој на европското не е гледан. 8 надпревари во продолжетоци. Што е тоа? Што тоа значи, бе? 8 надпревари во продолжетоци. Што тоа значи? Тоа значи 90 минути пимплање. А тоа значи кохонес ел модрос. Модрос, кохонес, гигос, мегалос, кохонес, модрос, балонес, усвемирос.
Дечки, знаете што? Пак ви велам. Знаете кај да си ги ставите парите што ги ставате у кладилници што ве прават значајни и битни фаци? Да се чувствувате дека имате? Знаеш, затоа и социјална мрежа. За секоја будала да има да си каже место. Затоа и јади бурек. За една будала да си каже на другите. Вие исто, напишете сега статус една страна. Јанко Илковски, дебил од свиња, дебела, многу јаде бурек. Партал да ме направите. Ама пак, прашајте правник, прашајте адвокат, преседан кога ќе направите, кога ќе пречутите, кога знаете дека ако не кажеш не, а бидеш силуван, машко или женско, исто е како да си одобрил, пречутувањето е исто како одобрување. Освен јасно и децидно не се согласувам. Ама ја бев дете, ја бев ова, ја бев она. Не ме интересира дал си бил вчера роден или завчера. Преседанот е направен. После тоа е направен уште 100 пати, но затоа што сте го пречутеле, нели, љубителите на Диего Марадона, направи што се за италијанскиот фудбал, за Наполи, па Меси, па Аргентина, све тоа го одобривте. Пријатно. Утре навивам британците на најпокварен начин англичаните да дојдат светски прваци да станат. Ке навивам на следното светско првенство, ке навивам за Италија. Но, ту там зап, за англичаните да стигнат на најнеправеден и најнерегуларен начин. Не затоа што они заслужуваат, затоа што вие не заслужувате. Затоа што одобривте у секој сегмент на животот секаква перверзија, па дури у фудбалот пречутувавте заради личен ќеф и одобрувавте неправди кои сега стануваат правило. Ама, знаеш, ако еднаш било, утре не ме интересира. Не ме интересира за закони, за устави и за праведност. Ме интересира за космичка правда, балансот. А ке дојде, кај и да е. Ке дојде и вака има овде када ви седи една грудка, вака као да сте јаделе недоджвакано охридско геврече варено и не можете да го проголтате и имате крајници отечени. Така ќе ви се чувствува. Зошто? Затоа што заслужуваме. Така. Сега малце ќе се порадуваме со италијаните, многу ни е убаво. Ќе ми одвоиш само со еден краток джингл колку да го имам ја ова лапрдање мое на интернет да си го ставам за да може да ме плюка раја? Може? Само краток джингл, па идеме малку да видиме некои други интересни работи што сум подготвил.